Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, веројатно, бидејќи министерот си отиде. Јас сум доктор по право, не сум доктор по медицина. Во медицината сум дилетант и она што ќе го кажам, можеби ќе биде затемнето од неточности, меѓутоа на крајот од краиштата никогаш не е докажано дека еден дилетант нема што да каже на одредена тема. Да се решаваше кризава со пресови, досега ќе ја решевме. На оваа седница очекував, наместо контранапад кон опозицијата, очекував извинување до нацијата од ресорниот министер за задгробен живот, контра пленумецот Пленумче, за сите грешки кои што ги направи во менеджирање на кризата. Димитар, ве молам, оспособете ми ќе ве оспособам да продолжите времето, застани го. Значи, оспособете ми услови за дискусија, ве молам. Димитар, затоа кога ви кажувам два пати Димитар, сега имам можности да ве исклучам за да ме слушате. Сослушајте ме сега. Прво, некоректно е. Некоректно е да стане министерот сред дискусија, председател. Тоа е некоректно. Има заменик министер, што сега ви е тоа? Како прво, друго, што морал да има, формално има представник од Министерството според процедурите. И ословувањето на таков начин, прво, ниту е човечки, ниту е етички. Тоа значи треба да направите пријава за убиство ако убил некого министрот, како што го дефинирате. Извини сега. Затоа да го кажам уште еднаш, придржете се кон оно правило, затоа што копчето е кај мене сега. Добро. Продолжете. Не ми течеше време. Не. Застанавме 9 минути 05 секунди. Пуштени ли ми се микрофони? Па да, сега се пуштени. Повелете. Ви благодарам. Значи, очекував извинување до нацијата за сите грешки направени во кризата. Имено во античките текстови зборот кризис значи момент на диагностицирање кога докторот одлучува дали пациентот ќе преживее или ќе умре. Акцентирам дека тоа е момент, а не трајна состојба, како што под раководство на еден неспособен министер ова нас ни стана. И очекував оставка од министерот заради неспособноста да ја менаџира кризата и ситуацијата. Имам два пункта на кои што ќе се задржам. Првата е она што е круцијален проблем во Министерството за здравство, а тоа е неправилната еднонасочна комуникација. Имено тој ваш фејкерски СДСовски елитизам, дека народот е стока, не бањат, дека народот е крив и не почитува мерки, гледајќи го плепсот од една височина како некои патрициски полубогови, вие направивте хаос и си направивте кластер од сопствената партија на еден дигитален конгрес. Сега, првото што недостасува се деталните информации, а не прес заради прес. Овој политикански ларпурлартизам. Значи, ширите параноја, а не фактографија. Го поулавевте народот со контрадикторни мерки. Не затворивте во карантин со 5 заболени, за да денес кога имаме скоро 900 заболени, немаме никакви мерки. Значи, фали споредбена анализа на починати од сите причинители на смрт, а не само од ковид, за да не ширите параноја помеѓу народот. Фали причини за големата смртност кај нас, која што е енормна на европско ниво. Дали е тоа загадувањето, дали е лошата исхрана на сиромашното население, дали се хронични болести, дали е секојдневниот стрес за гола екзистенција. Фали колку е реалната бројка на заболени, односно починати од ковид, без вештачки допишаните. Имаме ситуации кога починати од трауми, како што беше Велешкиот случај, кога паднат човек од дрво, на кого му пукнува слезенката, умира на операција, постмортем е позитивен и тој е впишан како да е починат од корона. Фали транспарентност за употребената терапија врз болните, дали е преинвазивна, и фали податоци за стекнување колективен имунитет. Имено има различни податоци, некои велат дека 80% од населението треба да заболи, некои велат дека во Бергамо и во Вухан со 42% од населението се постигнува тој имунитет на стадо. Следното што е проблематично се шизофрените мерки кои што се преземаат. Значи,
како некој пијан шофер да управува со нашето здравство. Прво, хронично болните кои најмногу умираат ги пративте да одат на работа. Наместо да го појачате јавниот превоз, го редуциравте за да луѓето си дишат во врат секој ден додека одат и се враќаат од работа. Земате брисеви до 14 часот, наместо да работите 24 часа. Значи, на заменик министер му давате резултати за 2 часа, на обичен смртник 20 дена не може да закаже, ќе умре во комбето со брза помош додека му земете бриз. Значи, фантастични 5 милиони евра приватни пари на граѓаните се дадени кај приватните болници за тестирање. И вашиот алгоритам кој не дава да се тестираш дури и да бидеш пред смрт. Од друга страна, на интензивна нега, буквално ги припремате луѓето за задгробен живот. И од тука е, почитувам председателе, епитетот на нашиот министер. На респиратори ги ставате без обучен персонал со дводневна обука за ракување. Не знаат да ги интубираат. Нестерилизирани респиратори. Респиратори кои на запад се фрлаат и се согоруваат за да не шират супербактерии, кај нас има интрахоспитални инфекции од бактерии кои не можете да ги излечите. Од тоа ви умираат пациентите и затоа имате највисока стапка на смртност. Од друга страна, немате власт над пола територија од државата, не можете да спроведете мерки. Верски лидери ви ги саботираат мерките и го прогласуваат короната за умрено, а вие немо посматрате за тоа. Значи, со тој синдром на пајакот пред Мавровка немате суверенитет над пола територија, не можете да спроведете мерки. Кредибилитетот на тестовите ви е исто така под знак прашање и затоа имате комплетно колабирано здравство ставено на стендбај, каде што се фокусираше на короната, која патем речено е болест со 0,23%, значи нема ниту пола процент смртност, за разлика од потценети болести за кои што луѓето умираат затоа што не можат да дојдат на мој термин и не можат да добијат елементарен преглед. Вториот пункт на кој што ќе се задржам е тоа што наместо welfare state, држава на благосостојба, се обидувате да направите франкенштајновски обид да споите максимум state, за кој што се обидовме да ве спречиме да упаѓате во приватни домови по цена на уставот, а од друга страна мини стейт, значи држава која не може да си ги спроведе мерките на пола територија. Првото, се обидувате преку законот да ги проширите инспекцијските надлежности на службите. Имено, до сега беше државниот санитарен и здравствен инспекторат, сега ги проширувате државниот пазарен, државниот трудов, инспекторатот за транспорт и град Скопје и општините. Меѓутоа, уште 10 инспекторати да додадете, повторно нема да го решите проблемот, затоа што проблемот ви е во корумпираните инспектори. Инспекторите кои не можат и не смеат да ги затворат дискотеките и кафичите на другарите на Вице Заев и компанија. Значи, создадовте приватна држава во која што нема никое официјално лице, нема пристап до неа. Тоа е проблемот и уште 100 инспекции да појачете, не можете да го решите тој проблем. Воведувате маски на отворено, ја квалификацирате болеста како високо инфективна на ниво на ебола, чума и колера. Јас прифаќам да носам маска на отворено само заради аерозагадувањето, а не за кое го зголемува смртноста од ковид за 15%, затоа што сте неспособни и тоа да го обезбедите, односно не можете на граѓаните да им го обезбедите елементарното право на здрава животна средина. Следната новина која што поминува бегло и гледам неакцентирано е можноста за приватните болници да ги лечат нашите новозаболени. Ова е одличен бомбона бизнис, знаејќи кој ги држи приватните болници. Наместо да воведете систем на регулирани цени како држава, да им ги намалите дампинг цените кои ги воведуваат прескапи тестови, вие по принципот куќа части министерот ќе му се јави олигархот Орце Камчев, кој друг ќе му се јави, пушти ни толку пациенти, имаме слободни кревети, фондот ќе плати. Значи, наместо да го сузбиете профитирањето на болеста, вие ќе го стимулирате. И на крај, воведувате класична класна дискриминација. Сиромашните ќе умираат, богатите ќе се лечат. Тоа е болната реалност од овие предлог мерки. 50.000 невработени од март месец до сега, 450.000 наши сограѓани живеат со 2 евра на ден. Значи,
наместо да воведете пунктови за бесплатни маски на населението, субвенции на фирмите за дезинфициенси за вработените, наместо да воведете погреб на државна сметка, наместо да земаат луѓето кредити за да си ги погребат роднините на кои што им давате тројца роднини или двајца да присуствуваат, а на некои други им давате 500 луѓе на гробиштата во Бутел, наместо да направите масовен скрининг на населението, вие стимулирате класична класна дискриминација во која што сиромашните ќе умрат чекајќи 20 дена да им се направи корона тест. И бидејќи ми истекува времето, да го кажам ставот на левица, ние ќе гласаме воздржано за овие законски измени, бидејќи сметаме дека најгнасниот приватен интерес под лажното свето име на јавното добро ни го продавате како некое општо добро и не сакаме да учествуваме во овие погубни политики. Ви благодарам.